со стерилитетот последните години е многу изразен на глобално ниво и во Македонија. Според проценките на стручните лица се верува дека и во иднина проблемот на стерилитетот се повеќе ќе засега многу парови за да дојдат до она посакувано или она што се нарекува радоста на животот, детскиот плач и раѓањето на здраво дете. Проблемот на стерилитетот покрај мажите исто така и кај жените присутен и се верува дека токму изедначеноста кај двата партнера е повод да се работи и да се бара решение. Добрата вест е дека решение и едни од начините за решавање на овој проблем е инвитро или биолошки потпомогнатото оплодување, а уште една добра вест е фактот што од неодамна во Македонија е присутен уште еден здравствен систем, здравствена институција која што работи токму на ова поле, а тоа е Центарот за плодност Newborn Clinic. Добро дојдовте и денеска во Фактор здравје. Зборувајќи за Центарот за плодност Newborn Clinic, ова е новиот систем кој што е дел од здравствениот систем на Република Македонија, новата здравствена установа со која што денеска ќе ви ја доближиме темата што после неуспешно инвитро оплодување. Затоа во студиото наше денеска е медицинскиот директор на Newborn Clinic, кој што по титула и специјалност е специјалист по генетика и ембриологија, тој е докторот на медицински науки Бирол Ајдин. Добар ден и добро дојдовте во Фактор здравје. Она што сакам да го споменам за вас е фактот дека после вашето магистрирање во Торонто, Канада и докторатот во Атина имавте практично искуство и пракса во Канада, Австралија, Турција, Финска, Естонија и сега сте повторно во Македонија. Што ве натера да дојдете во нашата држава? So every people who's starting to professional working life, почнуваат со професионалниот живот, they start to first watch прво what да they го can give гледаат to some што може да дадат на некој, на некоја држава, на некој град каде што работат. For me very important За what мене I'm многу giving е from myself, важно from my што правам за себе и за мојата професија, така што во секоја држава кај што можам нормално да работам. Но на која држава ќе се дадам себе си повеќе и каде што ќе можам да ја дадам на луѓето повеќе, одбрав да работам таму и да живеам таму. Бидејќи колку што повеќе луѓе ќе направам среќни, тоа ќе направи ќе се одрази на мојот професионален живот и на социјалниот живот. Така што Македонија е многу блиска култура до мојата држава, до Турција. Луѓето се тука многу блиски до мене. Државата е прекрасна. Секако и оваа држава треба да се развие многу здравствениот систем овдека. Имате помала популација и треба да го развиете ова, така што за мене најдобар избор да им помогнам на луѓето овде и на целата популација, така што до среќа има многу семејства овде. Ви благодарам за ова прво представување, а пред првиот блок реклами да напоменам дека во преводот од англиски на македонски, односно од македонски на англиски јазик, ќе ни помогне Ивона Гуцева. Останете и денеска со Фактор здравје. Приватна здравствена установа по стоматологија, Ургентен стоматолошки центар, специјалистичка установа по орална хирургија, Нова Дентал Груп Скопје. Закажете термин на 2060-666 и на 2060-999. Отстранете го црвенилото и сопрете иритацијата на вашите очи. Разбистрете го погледот со нафазолин офта капки за очи. Пред употреба прочитајте го упатството или консултирајте лекар или фармацевт. Ранитидин шумливи таблети ви помагаат за ублажување на симптомите на горушици и отежно товарење, како и против зголемена киселост во желудникот. Ранитидин шумливи таблети, празник за вашиот стомак. Пред употреба прочитајте го упатството или консултирајте лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете. Со еден збор, кога сте под стрес. Не секогаш помагаат само медикаменти. Свртете се кон природата, таа ни нуди многу можности. Мој избор, а воедно и моја препорака е Бамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмеј.
Вамекс е одлично решение во справувањето со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Да, каде што ние создаваме живот. Тоа е мотото на Newborn Clinic, новата здравствена установа која што од неодамна е дел од здравствениот систем на Република Македонија, и она што сакам подетално да ве запознаам дека оваа институција се наоѓа на булеварот Борис Трајковски број 44 во правец на населбата Драчево. Секојдневно се контактибилни на 077 443 443, како и на телефонскиот број 02 2734 350. Исто така можете да закажете термини да се консултирате на kontakt@newborn.mk и да ги консултирате на нивната страница на глобалната мрежа www.newbornclinic.mk. Во име на болницата Newborn Clinic денеска во Фактор здравје на тема што после неуспешно инвитро оплодување зборуваме со доктор на медицински науки Бирол Ајдин, кој што е специјалист по ембриологија и генетика и воедно медицински директор на Newborn Clinic. Споменавме кои беа причините за да бидете во Македонија и да го пренесете вашето стручно и научно искуство од светот кое што го имате собрано. Пред да зборуваме за значењето на инвитро оплодувањето, кажете ми неколку работи во однос на вашата институција. Која е и зошто ја отворивте Newborn Clinic? What is Newborn and why did you start to work? Newborn Clinic почна да работи од оваа идеја. Прво сакавме да донесеме овдека технологија, модерна медицинска технологија. Тоа беше нашата тема. Втора, сакавме да ги донесеме овдека сите нови системи кои што ќе работат со инвитро и со гинекологија. Прво почнавме да организираме нашата зграда, нашиот систем по модерни стандарди, да се чувствуваат пациентите опуштени, како да се дома, приватно, и да го одвоиме целосно од некои други медицински оддели. Кога почнавме да ги организираме овие работи, сега кога знаеме каква е ситуацијата во Македонија, здравствената ситуација, што им треба на луѓето, и какви се регулациите на правото во Македонија, се организиравме во донесовме најдобрата технологија која ќе им помогне многу повеќе на луѓето и сите луѓе кои работат на оваа тема, кои што се образовани, кои што се едуцирани, да постигнеме многу повеќе успех и да направиме многу повеќе среќни семејства во оваа држава. Она што сакам да го нагласам е дека Newborn Clinic веќе има склучено договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија заради подпомогнатото или инвитро фертилизацијата или биолошки подпомогнатото оплодување, така што сите оние кои што имаат ваучер може кај вас тоа да го искористат, но што е она што е карактеристично за инвитро оплодувањето? Тоа е само еден од начините за решавање на стерилитетот кај паровите кои што се во Македонија и во светски рамки. Која е карактеристиката на вашето инвитро кој што го правите и процедурите кои што рековте глобално се новитети ги применувате во Newborn Clinic? Normally in vitro фертилизацијата, кој што не може да има дете после 2 години сексуални односи на нормален начин, ги повикуваме да се испитаат и да ги спремиме за инвитро. Ова може да биде и машки и женски фактор. Ги спремаме според медицинските регулации
И потоа почнуваме нивната процедура. Во Newborn клиника прво кога ќе дојде пациентот кај нас, ги проверуваме прво женското здравје и машкото здравје. Ако имаат доволно можности да продуцираат фоликули и јајни клетки, ги спремаме со хормонска терапија, а мажите ги спремаме според нивната стандардизација на сперматозоидите. Оваа процедура трае отприлика 15 дена, а потоа систематската подготовка почнува во лабораториите. Ги земаме јајните клетки и сперматозоидите од мажот и во лабораторијата создаваме со икси процедура и кога ќе го добиеме ембрионалниот развој, го трансферираме во ендометриумот на жената. Така што целата процедура трае од прилика 15 до 20 дена. Во Македонија, луѓето може да го направат тоа на два начини. Едната имаме договор со фондот и со Министерството за здравје, така што ако пациентите да го одберат овој начин, ги спремаат документите според правните закони и владата ќе ги поддржи. Втората опција може да го направат тоа на приватен начин и за ова ги поддржуваме со сите финансиски поддршки што можеме да ги приуштиме за нив и со банка, со болницата колку што можеме. Пробуваме да им помогнеме. Ова е исто така и психолошка процедура. Кога ќе ги провериме прво, зборуваме со нив и од психолошки аспект, бидејќи парот мора да биде подготвен за се ова и за целава организација и третман. Ако не се подготвени и ако го чувствуваат тоа, зборуваме со нив и го правиме сето тоа според нивната идеја, според нивната психичка страна и според нивниот живот и кога ќе се подготвени, тогаш почнуваме со оваа процедура, бидејќи за нас најпрво е битно да ги направиме среќни, така што ќе усовршиме нашата клиника толку многу и ние ќе бидеме исто толку среќни. Рековте дека кога се влегува во постапка за инвитро или биолошки потпомогнато оплодување, многу важен е психолошкиот аспект, двајцата партнери, освен тоа кои се останатите предуслови или услови кои што влијаат на тоа да инвитро постапката биде успешна, значи да има бременост. Исто така, кога ќе бидат подготвени од психолошки аспект, ние ќе ги елиминираме сите хормонски фактори, бидејќи кога се психолошки потресени, естрогениот хормон влијае, така што и ова влијае на нашиот медицински третман. Секако, тука жената има многу повеќе сила и се труди околу сето ова, за незината подготовка, затоа чекаме најмногу од мажот да има многу повеќе поддршка и многу повеќе разбирање, бидејќи ова е многу тешка процедура со инекции, со хормонален статус, со се, но на крајот, кога ќе го имаат нивното бебе, тие се многу среќни и се ќе заборават нешто поминале и целата нивна приказна, така што мислам дека ќе бидат многу среќни на крајот. Спротивно на успешното инвитро, веќе споменавте, многу често во пракса, не само во Македонија и глобално, се случуваат неуспешни инвитро постапки и она зошто сте вие тука Newborn Clinic е токму спротивното. На тие неуспешни обиди да се даде успешност, да се добие бременост и понатаму раѓање на здраво дете, а веќе како податок имате неколку успешни бременности кои што некаде во ноември треба да резултираат со раѓање на првото бебе во Newborn Clinic, па спротивно на успешното, кои се факторите кои што влијаат едно инвитро да биде неуспешно и што потоа? Што вие предлагате? За неуспешно инвитро, секако имаме многу случаи зошто е тоа неуспешно, но прво факторот е од лабораториска страна, така што тоа што го користиме во нашата лабораторија, нашата технологија
air condition system, and also исто така what kind of каква подготовка имаме и стимулација за пациентите. И второ, од женска страна, исто е битно каков ендометриална подготовка ќе има, ако имаат миоми, полепи или ендометриоза, се тоа влијае за неуспешно инвитро. Како можеме да го решиме неуспешното инвитро? Прво, мораме да го решиме со технолошки начини на медицината. Треба да најдеме точно кој е проблемот кај жената или кај мажот и потоа да одбереме вистинската технологија за нив и да ја користиме неа. Например, имаме PGD, преимплантатска генетска диагностика, која што кај 2 или 3 неуспешни инвитра и мислиме дека не се бремени поради некои пореметувања кај ембрионалниот развој или ембрионите, ги спремаме со PGS метода. А второ, ендометриална аквакултура се прави, каде што многу пати пробувале и не се развива ембрионот, не се вгнездува во ендометриумот, кај овие пациенти ја правиме оваа техника, се нарекува ендометриална аквакултура, која што им помага да добијат многу поздрав ембрион и поразвиен и ендометриум кај што многу полесно ќе се имплантира. Во Newborn клиника ние активно ги користиме сите овие техники и технологии и системи. До сега имаме секако и бременности, но со спецификата која ја добиваме со оваа техника, со 5 инвитра, со 8 инвитра, со многу абортуси, имаат потоа успех и бебе. И ако пробуваат секој инвитро циклус, истото класично инвитро, секако немаме шанси да го решиме овој проблем. Така што треба да користиме технологијата кај овие случаи. Ќе зборуваме и подоцна за другите начини како да се реши с проблемот на стерилитетот кај машкиот, односно женскиот партнер. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот во Фактор здравје, а напоменат дека во продолжение на 6091924 и 6091925 ве очекуваме и вас со вашите прашања, активно да дадете придонес во денешното гостување на доктор на медицински науки Бирол Ајдин, кој што е медицински директор на Newborn Clinic, новата клиника која што неодамна се отвори во Скопје. Имав ЦИН-2 предизвикан од вирусот ХПВ. Информациите што ги добив велеа дека ЦИН-2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот, како дополнителна терапија, ми препорача и антиоксидант Г132 плюс натурал со објаснување дека вирусите во кои што спаѓа и ХПВ вирусот се уништуваат со антиоксиданси. После 3-месечна терапија на антиоксидансот Г132 плюс натурал, ПАП тесто покажува дека немам повеќе цин. Денес се чувствувам здраво, имунитетот ми е во подобра ситуација, а стресот го контролирам. Сето тоа благодарение на Г132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. Ранитидин шумливи таблети ви помагаат за ублажување на симптомите на горушици и отежнато варење, како и против зголемена киселост во желудникот. Ранитидин шумливи таблети, празник за вашиот стомак. Пред употреба прочитајте го упатството или консултирајте лекар или фармацевт. За да го избегнете оксидативниот стрес и да го подигнете имунолошкиот систем, за да се заштитите од преку 100 хронични заболувања и да го спречите напредувањето на слободните радикали кои се главни причинители на тешки заболувања, користете Г132+, една капсула пред доручек и пред вас имате сигурна формула за долг и здрав живот. Отстранете го црвенилото и сопрете иритацијата на вашите очи. Разбистрете го погледот со нафазолин офта капки за очи. Пред употреба прочитајте го упатството или консултирајте лекар или фармацевт.
Фактор здравје продолжува со вашите јавувања кои што ги очекуваме во продолжение, а јас сакам да ве потсетам дека денеска како тема ви ја нудиме што после неуспешно инвитро оплодување, тема која што ја обработуваме со доктор на медицински науки Бирол Ајдин, специјалист по ембриологија и генетика и воедно медицински директор на новата клиника Newborn Clinic, која што е дел од здравствениот систем на Република Македонија од неодамна. А кога зборуваме за оваа клиника, сите вие кои што сакате да закажете термин, да се советувате или имате некои нејасноти во однос на проблематиката, слободно обратете се на нивниот телефонски број 02-734-350, како и на 077-443-443 или лично посетете ги на булеварот Борис Трајковски, број 44 во насока на населбата Драчево во Скопје, или уште еден начин на контакт е на нивната имейл адреса contact@newborn.mk или на нивната страница на глобалната мрежа www.newbornclinic.mk. Докторе, зборувавме за тоа што представува инвитро оплодувањето и што после неуспешно оплодување, дали треба да се паузира кога едно инвитро ќе биде неуспешно или секој циклус треба да се користи како можност? Нормално, тие што немаат инвитро успех откако ќе пробаат, им велиме минимум 2 месеци да почекаат, но ова е за нормална процедура, за нормално тело кое што нема никакви реакции, никакви проблеми, кој има полип или миома или ендометриоза или било каков друг проблем, им велиме да земат поголема пауза, но минимум треба да биде 2 месеци за телото да се опорави. И антралните фоликули кај жената мора да се обноват, така што мора да земат минимум 2 месеци пауза. Бидејќи вашето мото е каде што ние создаваме живот, сигурно вашиот центар за плодност токму и таква мисија има да создава живот, да се раѓаат нови деца, нови насмевки и радости, како што рековте кај нивните родители, што освен и витро оплодувањето како можност нудите за решавање на проблемот на стерилитетот. Што е со оние партнери кои што немаат биолошки материјал, немаат можност тоа да го исфрлат и да го искористите за постапката на инвитро оплодување. За биолошки материјал можеме да гледаме од двете страни, за сперма и за јајни клетки. Ако пациентите не можат да создадат сперма, работиме според регулациите на Европската унија и Министерството за здравство во Македонија со посебна банка за донација на сперма. Во овој случај пациентот доаѓа ако немаат сперматозоиди во семената течност и после кога се направи биопсија на тестиси, велиме да направат инвитро со донација на сперма. Ја бираме оваа сперма по нивните типични карактеристики, генетски карактеристики и имунолошки карактеристики. Бираме донатор кој што личи на нив и овој донатор ги има сите генетски испитувања, имунолошки тестови, биохимиски тестови, потоа почнуваме со легалната процедура, со правната процедура, според Министерството за правда. Втора, за донација на јајни клетки. Процедурата за донација на јајни клетки во Македонија има две страни. Значи може да се направи на два начина. Првата е пациентот може да најде сопствен донор, може да биде роднина, може да биде пријателка која што ќе се служи да им донира јајни клетки. Сепак според правилата и се оди кај нотар. И второ, може да купат. Овде прв пат се прави во Newborn клиника и имаме сертификат од Европската унија и соработуваме со банка за донација на јајни клетки и пациентот може да одбере според нивните типични карактеристики, имунолошки и генетски карактеристики. Можеме да им донесеме јајни клетки од сертифицирана банка за јајни клетки
и тие може да ги користат овие. За Newborn клиника им велиме да ја изберат втората опција, бидејќи не мислиме само на тоа дека тие ќе имаат бебе, мислиме дека кога ќе стигне тоа бебе, кога ќе го добиеме новиот живот, да биде и здраво од психолошки аспект таа целата ситуација, бидејќи во иднина, ако знаат за нивниот донатор, кој што ќе биде близок до нив, психолошки може да влијае на нив. Но ако јајната клетка е од банка за донација, така што никој не може да даде информација за ова, и ова ќе биде многу повеќе здраво од психолошки аспект и за целиот тој среќен семеен живот. Уште еднаш сакам да ве потсетам, телефонските броеви ги имате на вашите мали екрани, но и вербално за тоа потсетување уште едно 60919224 и 60919225. Слободно јавете се и поставете прашање во однос на денешната тема која што ние во Фактор здравје ви ја нудиме, а е насловена што после неуспешно инвитро оплодување. Оваа тема денес ќе обработуваме во соработка со новата Newborn Clinic, која што во име на Newborn Clinic денеска ни гостува медицинскиот директор, тој е доктор на медицински науки Бирол Ајдин, специјалист по ембриологија и генетика. И уште едно потсетување, директниот контакт со Newborn Clinic можете директно да го остварите на 02 2734 350 и 077 443 443. Рековте дека оваа втора процедура во однос на јајните клетки кои што може да се земаат од банка за јајни клетки ја препорачувате, па како оди целата таа процедура? Кога проблемот е само кај мајката, претпоставам, или на женската страна, што со тие јајце клетки? Дали нив ги оплодувате со семенскиот материјал од мажот, односно од машката страна, и што понатаму? Ако пациентката нема антрални фоликули кои што може да добиеме јајни клетки од нив, тие треба да земат јајни клетки од банка за донација. Го бираме овој начин така што прво ја почнуваме целата правна процедура, така што ги бираат своите донатори од банката, ги праќаме кај правник, кај нотари, кај психолог, и потоа мора да припрема документација според законите и да поминат кај комисијата во Министерството. Ако комисијата им одобри, тогаш го припремаме нивниот ендометриум само за ембриотрансфер. Така што целата таа процедура е лесна во Македонија, не е ништо комплицирано и се е според законот, секако и се заштитува приватноста на пациентот, така што кога ќе ги одберат јајните клетки, ќе поминат кај комисијата, го припремаме нивниот ендометриум и 3 дена пред ембриотрансферот мажот на госпоѓата доаѓа и остава себен материјал и потоа го користиме со икси процедура и ги спремаме за нив ембрионите и што се однесува до нивниот ембрион, третиот или петиот ден трансферираме ембрион во нивниот ендометриум. А потоа чекаме 14 дена за добри вести. Дали имаме некого на линија? Чинам дека веќе некој ни се јавува. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, господјо, добро дојдовте во Фактор здравје. Добро најдов. Значи, први поздрав до вас и до вашиот гости, значи доктор. Благодарам. Не знам од каде, пошто покасно малку се уклучив. Значи, вака се првото прашање, да колкава е нивната успешност и дали пушењето е ризик фактор за неуспешно инвитро оплодување? Благодарам за вашите две прашања. Ивона Гуцева, нашата преведувачка, ќе ги преведе прашањата до докторот. Повелете. How big is your successful rate and does smoking affect the success of in vitro treatment? Success rate is changeable, of course, for every clinic, for every Факторот на успех секако се менува во секоја клиника и во секој центар, и во најдобрите клиники од 22 до 34 години што се пациентките, од 60 до 65% остануваат бремени. После 35 години нормално ова секако се намалува, бидејќи според староста на ендометриумот во нашата клиника
Со овие проценти и статистики до сега ова е можеби почетнички успех. Нашите пациенти се среќни и имаме бременности и почекаме првото бебе во ноември да се роди. А за второто прашање за пушењето, секако дека пушењето е многу голем ефект има врз успешноста, поготово кај мажите. Ако се многу повеќе од друштвени пушачи, концентрацијата во спермата и подвижноста на сперматозоидите е многу намалена и морфологијата на спермата исто така се намалува. А за кај жените истото важи. Нивните антрални фоликули, нивниот квалитет се намалува, нивните хормони имаат негативно реагираат на пушењето, така што им велиме на сите, им сугерираме и на сите луѓе кои што немаат деца, а сакаат да имаат, да престанат да пушат. Еден факт кој што го кажавте на почетокот ми остана во сеќавање и би сакал уште малку околу тоа да се задржиме, а тоа рековте за да биде едно инвитро оплодување успешно, за успешност на тоа оплодување многу важни се и лабораториските услови во кои што се врши тоа спојување на јајната клетка, односно сперматозоидот. Што е она што е карактеристично за вас во Newborn Clinic и колку часови, односно денови треба да помине додека не се изврши тоа спојување, односно имате еден успешен ембрион. Вака е во лабораторијата, во лабораторија за ембриологија, според стандардите треба да имаме барем 15% чист воздух. Поради ова, бидејќи влијае на се, во Македонија, сите градови имаат фирми кои што работат со посебни хемикали. Треба да заштитиме нашата лабораторија целосно од сите овие проблематични ефектори, кога ќе влезе биолошки материјал во лабораторијата, се мора да биде стерилно, така што прво ги зимаме јајните клетки под анестезија, не чувствуваат никаква болка, нема никаков проблем, без крварење нормално. Кога ги зимаме нивните јајни клетки, ги чистиме со посебни техники и потоа работиме во Newborn Clinic во лабораторијата само со икси процедура, така што не работиме со класични инвитро методи. И кога ќе стигне семената течност во нашата лабораторија, не го припремаме само на класичен начин, користиме некоја друга нова технологија, така што ќе може да ги одбереме само зрелите сперматозоиди, го користиме Annex 5 методот, Halo Sperm методот и фрагментација на ДНК од сперма, Pixi метод. Сето ова ни дава многу повеќе шанси да избереме само здрава сперма. Ако имаме здрава сперма и здрави јајни клетки, нормално чекаме да имаме здрав и ембрион со добар квалитет. Ако е со добар квалитет ембрионот, имаме многу поголем процент на успех за бремено. Сите пациенти го знаат ова и ако сакаат успех од инвитрото, 60% е од ембрионот, 40% е од подготовката на жената, така што речиси се заврши, све зависи од лабораторијата. Кога ќе отидат во некоја болница и лабораторија, треба да се чувствува дека лабораторијата се добри услови. Уште некој не чека на линија, дали се уште сте тука? Добар ден. Ало, добар ден. Добро, јас ве поканувам, уште малку имате време да се јавите, ги имате телефонските броеви. И доктор Ајдин ме интересира уште еден податок, уште еден факт, без оглед како ќе се изврши инвитро постапката или биолошки потпомогнатото оплодување, дали со донација на јајни клетки или сперматозоиди, или дали со семенски материјал, биолошки материјал од двајцата партнери, што после тоа, кога веќе ќе се врати ембрионот кај во ендометриумот, како што рековте, кај жената, што понатаму, што во тие 14 дена, што вие препорачувате?
Кога ќе го подготвиме ембрионот, во исто време почнуваме да го припреваме нивиот ендометриум, така што кога нивниот ендометриум ќе дојде од 9 до 11 мм минимум, се чувствуваме дека сме спремни за ембриотрансфер, бидејќи со оглед на ендометриалната рецептивност, така што ќе се сложиме кој ден ќе го направиме трансферот, третиот или петиот ден на бластоциста, така што воопшто петиот ден на бластоциста, кога што има ембрионален трансфер, е многу повисок отколку трансфер на трет ден, така што на нашите пациенти пробуваме да им направиме трансфер на петиот ден, така што после ова остануваат во нашата клиника околу 2 часа, се одмараат, а потоа ги праќаме дома. Првите 2-3 дена треба малку да бидат повнимателни и да поминат време во кревет, но потоа им велиме да продолжат со нивниот нормален живот, со социјалниот живот, бидејќи кога ќе останат во кревет, некои лекари им велат да останат во кревет цело време, сите 2 недели, но ова на пациентот му дава психолошки стрес, така што ние им велиме на пациентите да се продолжат со нивниот нормален живот, но секако да бидат внимателни, да не се движат премногу, да не се оптеретуваат, да не се подложуваат на стрес, да не пушат цигари, да не пијат алкохол. И потоа по 14 дена доаѓаат кај нас во нашата клиника, им земаме крв и ги проверуваме тестот за бременост. И кога веќе позитивен ќе биде тестот, сигурно понатаму продолжуваат контролите. Уште нешто што ме интересира во однос на инвитро постапката, рековме она што го работите во Newborn Clinic се новата XI метода што ја применувате, лабораториските услови, и само за крај да споменеме дека она што можеме да им го препорачаме на сите оние пациенти не само од Македонија, туку и од регионов и пошироко, е дека може секојдневно да ве контактираат и сте контактибилни во секое време, чинам. Кога ќе дојдат пациентите во нашата клиника, не е важно од каде се, имаме многу пациенти кои што се надвор од земјата. Знаат веќе, читаат на интернет, бидејќи во ова време секој може се да најде на интернет. Имаме видеа, интервјуа, има повестници. Но во овој регион мораме да избереме по висока технологија и затоа ја користиме таа XI процедура. Бидејќи ако направиме класично инвитро, оставаме на јајната клетка и на сперматозоидите самите да го одлучат. Тој ствари се е на среќа. Секогаш се е подобро на природен начин, се сложувам со тоа. Но ако нешто е добро за природен начин за овие пациенти, ќе го има на природен начин, ќе остане бремени, но затоа во нашата клиника им треба, затоа доаѓаат кај нас, бидејќи им треба помош. Така што кога ќе дојдеме до нивниот биолошки материјал, мора со највисока технологија да работиме и затоа ја бираме оваа XI процедура. Ви благодарам за вашето прво гостување во Фактор здравје, што почнавме да ја раскажуваме вашата приказна, токму во контекст на вашето мото, таму каде што се раѓа новиот живот или каде што создаваме нов живот. Многу ви благодарам и се гледаме во некоја следна прилика. Thank you very much for inviting to me and I wish nice day for all people in Macedоnia. Да, благодарам во нивно име, а јас уште еднаш сакам да ве потсетам дека денеска во Фактор здравје зборувавме со доктор на медицински науки Бирол Ајдин, кој што е медицински директор на новата Newborn Clinic, клиника која што секојдневно ви е достапна како центар за плодност и решавање на вашиот проблем со стерилитетот на 077443443 и на 0227343550. Можете и директно да ги посетите на булеварот Борис Трајковски број 44 во населка на населбата Драчево во Скопје и да ги контактирате по електронски пат на contact@newborn.mk. Тука завршуваме со Фактор здравје со препорака и назнака дека сите овие емисии можете да ги гледате и на глобалната мрежа. Поздрав и секој добро.